церемонијата на доделувањето на повелба на Република Северна Македонија на Царинската управа. Царинската управа е формирана пред повеќе од 3 децении, на 14 април 1992 година, со донесувањето на првиот закон за Царинска управа. Денес, Царинската управа е модерна институција со јасна визија за напредок и понатамошен развој, во чекор со глобалните текови на меѓународната трговија. За сето постигнато на Царинската управа, денес ќе биде доделена повелба на Република Северна Македонија. А сега имам чест да го поканам председателот на Република Северна Македонија, Стево Пендаровски, да ви се обрати. Почитувана директорка на Царинската управа, почитувани гости и драги пријатели. Царинската управа на Република Северна Македонија од осамостојувањето на нашата држава до денес, цели 30 години дава придонес во обезбедување на стабилноста и интегритетот на финансискиот систем на државата, но и за безбедноста и сигурноста на нашите граници. Од своите почетоци, својот развој го базира врз основа на меѓународните стандарди, јакнејќи ја соработката со другите царински администрации во светот и со релевантни меѓународни организации, фокусирана на интегративните процеси и напредокот на државата. Царината низ годините докажува дека е доверлив партнер на бизнис заедницата со сопствен удел во зацврстување на темелите на една просперитетна и конкурентна економија. Преку своите стратешки приоритети за постојан и одржлив развој, раководството и вработените остануваат посветени на напредокот и модернизацијата преку надградба на капацитетите. Царината игра забележителна улога во забрзувањето на прекограничните процедури и трговија, а истовремено применува ефикасни мерки и контроли за заштита на здравјето, безбедноста на граѓаните и на општеството во целина. Царината ги штити финансиските интереси на државата и денес обезбедува ефикасна наплата на скоро половина од приходите во буџетот на државата. На почетокот на 2020 година, кога сите се соочивме со непредвидливоста предизвикана од пандемијата, царината покажа исклучителна способност за брзо прилагодување и проактивно действување во ново настанатите околности. Со примената на низа интервентни мерки за ефикасно ублажување на последиците од здравствената криза, со примената на нови алатки и начини на работа, брзо се прилагоди и обезбеди непречен прекограничен проток на стоките. Водејќи се од европските стандарди и практики, Царинската управа покажува забележителен прогрес и во својата дигитална трансформација, постојано имплементирајќи технолошки напредни системи за автоматизација и целосно електронско работење. Почитувани, Царинската управа е фокусирана на изградба на системска национална инфраструктура која треба да обезбеди интеграција со царинските системи на Европската унија. Развојот на новиот национален едношалтерски систем, на кој работи заедно со другите државни институции вклучени во прекограничниот проток на стоки, ќе има возможи на економските оператори единствен пристап при реализација на царинските и надворешно-трговските постапки. Регионалната соработка, која Царинската управа долги години ја гради, во последниве години бележи засилено темпо. Веќе воспоставените зелени коридори за проток на чувствителни производи, кои успешно функционираат во регионот, се прошируваат и кон Европската унија. Оваа година Царинската управа прва во регионот потпиша меморандум за разбирање за размена на податоци со Република Грција и воспостави зелен коридор со земја членка на Унијата. Активностите во рамките на иницијативата Отворен Балкан резултираа со контроли со едно застанување, така наречениот one-stop shop на граничниот премин Табановци со Република Србија, а се работи и на воспоставување на истиот концепт и со Република Албанија. Со реализација на овие активности, освен ефектот на забрзување на протокот на стоки и заштеда на време и ресурси на економските оператори, царината придонесува и за подобрување на добрососедските односи во регионот.
Особено сакам да ја истакнам улогата на царинските службеници во борбата против криминалот, како еден од главните предизвици на Царинската управа во градењето сигурно и безбедно општество. Во соработка со другите надлежни институции, последниве години забележан е пораст на случаите на откривање, заплени и спречување на обиди за тргување со недозволени стоки. Од своите скромни почетоци, по осамостојувањето, Царинската управа прерасна од технолошки напреден сервис на граѓаните, на деловната заедница и на државата во целина. Денес таа е лидер на промените во регионот со континуирано усвојување на највисоките европски стандарди и практики во работењето. Од тие причини, за сите постигнувања во изминатите 30 години, на Царинската управа денес и доделуваме повелба на Република Северна Македонија. Нека е честито. Благодарам. Почитувани, во продолжение следува читањето на одлуката за доделување повелба на Република Северна Македонија на Царинската управа. Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Република Северна Македонија, амандманот 33 од Уставот на Република Македонија, Службен весник на Република Македонија, број 6, 2019, член 2, став 1 од Уставниот закон за спроведување на амандманите од 33 до 36 на Уставот на Република Македонија, Службен весник на Република Македонија, број 6, 2019 и на член 18, став 1 од Законот за одликување и признанија на Република Македонија, Службен весник на Република Македонија, број 4802, 2412 и 190-16, ја донесувам следната одлука. На Царинската управа се доделува признанието Повелба на Република Северна Македонија за фундаментален придонес во усовременувањето и во развојот на економијата, застапувајќи ги и остварувајќи ги финансиските интереси на државата и на граѓаните на Република Северна Македонија, со што даде непроценлив придонес во развојот и во заштитата на целото општество. Стево Пендаровски. Ја поканувам да пристапи Славица Кутиров, директорка на Царинската управа, да ја прими повелбата и да ни се обрати. Повелете. Почитуван председател на Република Северна Македонија Стево Пендаровски. Почитувани представници на владата, министри и заменици, поранешни директори на Царинската управа, ценети гости, драги колеги. Ми представува голема чест и гордост во мое име и во име на сите вработени во Царинската управа да се заблагодарам на ова највисоко признание за нас, доделено од председателот на државата. Особено се радувам што ова признание го добиваме во годината кога го одбележуваме јубилеот 30 години постоење на Царинската управа од осамостојувањето на нашата држава. Поминате долг пат на кој со многу труд и посветеност и низ многу предизвици ги поставивме темелите и столбовите на институцијата, постојано движејќи се напред со јасна визија и доследни на својата мисија и улога во општеството. Остануваме посветени на ефикасната наплата на приходите, безбедноста на границите и заштитата на граѓаните и општеството, како и на процесот на пристапување во Европската Унија. Воведуваме мерки за подршка и олеснување на легалната трговија, ги дигитализираме царинските постапки. Први во регионот се вклучивме во меѓународните иницијативи и системи за обезбедување на брз и непречен прекуграничен проток на стоките, со што даваме придонес во подобрување на конкурентноста на нашите компании. Во оваа прилика сакам да истекнам
дека нашите достигнувања немаше да бидат возможни без безрезервната поддршка на владата на Република Северна Македонија, Министерството за финансии, Министерството за внатрешни работи и другите министерства и владини институции. Исто така, сакам да се заблагодарам на долгогодишната поддршка на земјите членки на Европската Унија и делегацијата на Европската Унија во Скопје, на нашите пријатели од амбасадите на Соединетите Американски држави и Обединетото кралство, Царинската служба на Јужна Кореја, како и на повеќе меѓународни институции, како Светската банка, Светската царинска организација, ОПСЕ, Канцеларијата на Обединетите нации за дрога и криминал, UNODC и други. Од особено значење за нас е и соработката со бизнис заедницата, која веќе долги години е наш партнер во развојот и промените во царинското работење. На крајот, би сакала да се заблагодарам на царинските службеници, на раководителите, кои се движечка сила на управата. Исто така, сакам да се заблагодарам на предходните директори, кои изминативе 30 години оставија свој значаен белег во развојот и напредокот на службата. На сите им посакувам нови успеси и признанија во иднина. Ние во Царинската управа сме подготвени да продолжиме да се справуваме со новите предизвици, а резултатите и развојот на царината во текот на изминативе 30 години ги преточивме во посебна публикација, монографија 30 години Царинска управа, која токму деновиве излезе од печатење. Овде го имам првиот примерок од тоа наше авторско дело. Почитувам председателе, чест ми е што ја имам таа можност уште еднаш да ви се заблагодарам на доделената повелба, за поддршката, срдечноста и убавите зборови, но и за вашата непоколебливост да ја водите државата кон посветла иднина. Горди сме што служиме под ваше водство. Во оваа прилика ви го подарувам првиот примерок на монографијата 30 години Царинска управа. Да. Почитувани, ви благодариме за присуството и пред да преминеме на пригоден коктел во фоајето, ќе ве замолам за неколку заеднички фотографии.